Денес е 8 јуни 2025 година, прв ден духовден или педесетница, односно слегување на Светиот Дух. Прекрасна божествена литургија доживеавме во храмот на Христос Спасителот во Москва, но нашата поклоничка група од Македонија, која е во посета на православна Русија, требаше да се упати кон Дивеевскиот манастир, но попатно посетувајќи го Муромскиот Светотроицки манастир, каде што се наоѓаат моштите на светите и праветни Петар и Февронија Муромски, заштитници на бракот, љубовта и верноста. Но за да разбереме за какви свети сопружници се работи, добро е накратко да раскажам дел од нивното големо и богато житие. Благоверниот кнез Петар беше втор син на муромскиот кнез Јури Владимировиќ, а стапува на престолот во 1203 година после смртта на неговиот постар брат. Неколку години претходно заболел од лепра и никој не можел да го излечи. Во видение на сон му беше откриено дека може да го исцели ќерката на еден пчелар, благочестивата Февронија, селанка од селото Ласково во Ризјанската земја. Светиот Петар во тоа село ги испраќа своите луѓе. Но кога ја видел светата Февронија, толку ја засакал заради незиното благочестие, мудрост и добрина, што дал завет дека ќе се ожени за неа откако ќе оздрави. Светата Февронија го исцелува и тие стапуваат во брак. Светите сопружници ја зачувале својата љубов при сите искушенија. Гордите бољари во кнежеството не сакале да имаат кнегиња од пониските општествени слоеви и барале од кнезот да ја остави. Но тој одбива, па двајцата сопружници биле прогонети. Тие на чамец отпловиле по реката Ока и го напуштиле градот. Светата Февронија го поддржувала и утешувала светиот Петар. Но скоро потоа врз градот Муром се излил гневот Божи и народот барал да се врати кнезот заедно со светата Февронија. Тоа и се случило. Светите сопружници се прославиле со своите благочестие и милосрдие. Умираат во ист ден и час на 25 јуни 1228 година, откако претходно примиле монашки подстриг со имињата Давид и Ефросинија. Но тие, пред да се упокојат, побарале да бидат закопани заедно во ист гроб и за тоа, таа намена, спремиле и заеднички ковчег. Но по нивното упокојување, бидејќи биле монаси по правилата на монашкиот типик, сепак биле ставени во различни сандаци. Давид бил положен во сандак во градската црква на Пресвета Богородица, а телото на блажена Ефросинија во приградскиот крстовоздвиженски храм. А нивниот сандак останал празен во храмот на Пресвета Богородица. Но наредното утро, кога дошле, двата сандака ги нашле празни, а во храмот на Пресвета Богородица нивните тела биле во заедничкиот сандак. Уште еднаш се обиделе да ги раздвојат, но следното утро се случило истото. Тогаш
Тоа чудо ги натерало да сватат дека е тоа Божја волја и ги оставиле заедно. Значи погребани биле во заедничкиот сандак во градската соборна црква на рождество на Пресвета Богородица. Силната нивна љубов ја победила и самата смрт. Значи, нивниот спомен се слави на 25. јуни по старо, а 8. јули по новиот календар. Господ ги прославил праведните собружници со сила на многу исцеление. Инаку, по канонизацијата, нивните свети мошти се наоѓаат во Моромската катедрална црква. Сега тие се молат на Господа за сите брачни договори, за мир и слога во семејството и за брачна заедница за неомажените и неоженетите. Светите сопружници Петар и Февронија биле многу побожни и милостиви, ги хранеле гладните, се грижеле за болните, за сиромашните, живееле строго христијански, биле скромни, целомудрени и несебични. Тие представуваат образец за христијанско сопружништво. Со своите молитви тие испраќаат небесен благослов на оние што стапуваат во брак, секако и на оние кои сакаат да најдат свој животен партнер. Поклонувајќи се на нивните свети мошти, што би ние друго 50 поклоници од Македонија посакале освен молитва за семејството, молитва за љубов, за брак, за зачнување на дете, за здравје. И од се срце верувам дека тие веќе ги услишаа нашите молитви и дека на многумина од нас молитвите ќе им бидат исполнети. Свети Петар и Февронија, молете го Бога за нас грешните.